Текстилната индустрија е пред колапс. Работниците во Грч стравуваат да не се повтори црното сценарио од 90-тите, кога илјадници работници по затварањето на Астибо и Македонка останаа без работа. Излезот од кризата треба да се бара во преструктурирање на компаниите, а државата треба да изготви системска стратегија со која ќе се поттикнуваат нови индустрии, со поголема додадена вредност и повисоко ниво на продуктивност, смета професорот по економија Дарко Лазаров. Една од индустриите е металопреработувачка машинска електроиндустрија. Меѓутоа постојат и други индустрии, нова генерација на индустрии или кет индустрии, како што ги нарекуваат, креативни индустрии, така натаму, бидејќи да не заборавиме Штип е универзитетски град, од Штип слегуваат голем број на високо квалификувани кадри, млади луѓе со предприемачки ентузијазам, кои што имаат знаење, кои што можат да бидат конкурентни на странските пазари со нови идеи, со нови бизниси. Сериозното одложување на крајот на кризата ќе предизвика големи штети во стопанството, смета Лазаров. Добар дел од странските компании кои се партнери на домашните пропаѓаат. Постои опасност овој тренд да продолжи и во посткризниот период, што значи дека нашите текстилни компании можат трајно да ги изгубат нарачките, а со тоа голем дел од работниците кои сега се на принуден одмор да останат без работа. За жал, како земја не успеавме во подолг временски период да направиме одредена трансформација на македонската економија, особено на градот Штип. Гледаме дека градот Штип се уште е сконцентриран во трудоинтензивни дејности со ниски примања, дејности кои што се навистина изложени на големи ризици од вакви кризи. Во таа насока апелирам дека во наредниот период треба да се направи сериозен план, стратегија како Штип да се преструктурира во насока на поддршка на нови индустрии кои што имаат поголема додадена вредност, кои имаат повисоко ниво на продуктивност. Поради немањето на доволно нарачки, како и неизгласувањето на петиот сет мерки, над 3500 текстилни работници од понеделникот се испратени на колективен одмор. Ако ситуацијата остане непроменета, постои опасност бројот на невработени драстично да се зголеми. Според стопанствениците, оваа фаза би можело да се протолкува како и најава за конечни отпуштања. Текстилната индустрија вработува над 37.000 работници, а во вкупното индустриско производство учествува со речиси 13%.